Лека ноќ Македонија, од Добовјани и Смојмирово, преку Ајбатов се иселемили до Довезанце. Ова се вчерашни новости. А ние сме вашите водители Јована и Петар. Тука ги дознавате вестите последни, но само ако останете со нас до самиот почеток. Еве што ќе гледате вчера. Ексклузивно дознаваме, македонскиот председател Ѓорѓе именуван за везир во Македонија, Тракија и Румелија. Шокантно! Новости од пробишти. Откриваме кој се јавил на телефон и ја растурил коалицијата ВМРО-ДПМН со ДУИ. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Мастеркард без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт, со уникатна боја, цврста пена и посебна арома. Староградско, момент на вистинско уживање. Среќна вест, како што известуваат портали блиски до мрачните сили и вечните песимисти, поликлиниката во Ченто е поплавена и во неа нема елементарни услови за лекување на болни. Но од Министерството за здравство вела дека ова не е точно. Како што изјави министерот Никола Тодоров, ова е во склад со акциониот план на Министерството и дека поликлиниката не е поплавена, туку е отворен најсовремен центар за дијагностика и лекување на риби. Во врска со грабежот кој неодамна се случи во една од македонските банки, во кој од трезорот беа украдени околу 2 милиони швајцарски франци, добивме соопштение од партијата ВМРО-ДПМН во кое се вели, цитирам: "Докога ќе слушаме како плачете, на секог од нас му се има случајно да изгуби по 2 милиони швајцарски франци. Проверете прво по дома, меѓу душеците на гарнитурата, можеби сте ги оставиле во багажникот од колата, или можеби ви се во Мерцедесот, можеби сте купиле нов Мерцедес, а не се сеќавате, можеби кучето ви ги изело на крајот на криштата. Како и да е, парите ќе се најдат, а ако не се најдат, тогаш наверојатно парите се кај нас", велат од ВМРО-ДПМН. Но друго е поважно, од каде ви се вам 2 милиони швајцарски франци? Случајно да не сте некоја партија? На ова пак реагираше опозицијската СДСМ со свое соопштение. Имено: режимот на Груевски е причина за бегство на овие 2 милиони франци затоа што не гледаат живот во Македонија. Новата власт која доаѓа ќе обезбеди услови за враќање на овие пари. Да, го знаете остатокот од ова соопштение, а ние продолжуваме со вчерашни. Политичката криза успеа да удри и по туризмот, и тоа по туризмот во Битола. Како што известува тиражниот Пелагонија Дели, значајно е опаднат бројот на посетители на археолошките локалитети. Според вестникот се забележува голем пат на посетеноста, затоа што многумина од вработените ја користат политичката криза како параван да не одат на работа. Па така од ланските 12 посети на локалитетот, ова година се забележани само 3 во првиот квартал. Од Битолскиот завод и музеј апелират вработените да почнат да идат на работа како би се остварил двоцифрен број на посети на археолошките локалитети околу градот. За ова побаравме и мислење од градоначалникот на Битола, Владимир Талески, кој го побаравме на фиксен телефон во 12 од неговите станови, но не успеавме да го добиеме. Овој мост, како што кажи ти самиот, има намена да се изразам посимволично, да донесе живот во Македонија. Да, студио, тука сме со Диди Степенасти, човекот што вика дека ужива у оваа криза. Бога ми, еден од ретките. Граѓаните на Република Турција со тесно мнозинство на референдум одлучија да му дадат султанска власт на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Ова најде на голема радост на целиот Балкан, посебно кои оние кои имаат 120 години и повеќе и кои со носталгија се сеќаваат на Отоманската империја. Добрата вест за Македонија е дека новиот султан на Отоманското царство Ердоган веднаш го именува досегашниот македонски председател Ѓорѓе Иванов за свој везир во Македонија, Тракија и Румелија.
Новото везирско име на Иванов, како што дознаваме, ќе биде Сурат Јоксбори Мандатоглу. Нашиот Ланчо ја следеше посетата на Иванов на Цариград и разговараше со еден локален аналитичар. Го вклучуваме Ланчо во живо. Токму така студио при посетата на Стамболград, господинот Ѓорги Иванов дојде со една идеја за укинување на првиот Илинден. Новите генерации од сега ќе го изучуваат само четвртиот Илинден. Исто така се разговараше за непотребното спомнување на националните херои во химната како Гоце Делчев, Питу Гули, Груев и Сандански. По тој повод и по повод именувањето на Иванов за везир, до мене е турскиот аналитичар Искендер Бек Пандоган, кој што ќе ни одговори и ќе ни каже нешто околу македонско-турските везирски односи. Мерхаба. Мерхаба. Ова е чок гюзел момент за Македонија. Иванов бе арслан човек, арслан. Ама македонски народ мисли дека абдал човек. Јоктор башка абдал Иванов бе. За бе сингелосун кај иде кај Иванов бе мандат гелеосун. А Иванов бе сиктер бе мандат ешендолосун. Јоктор башка платформа пеки мандат елешен. Иванов бе везир ешендолосун. Малку сега може би партиски везир ги ешендолосун, али и сингелолун. Добро, но дали ќе се воведе двојазичност на ниво на целата република? Дали ќе има казни? Што е со промена на химната? Сус бе казни бе, Јоктор башка казни. Што го плаши македонски народ бе? Ишин делесен, ако има нешто ги данок во крв елесен, али Јоктор башка ќе боли кишин. За химна ги лишин Шербет Павловска? Благица Павловска? Благица Павловска гелешен, една песна гело Ölüsün de gülüşün, öden büsten bölget. Olursun gелешен, мерак песна за химна, мерак олшен долу. Добро, но еве има некои муабети кои што велат нели дека ќе се воведи задолжителен сунет. Бе сунет, сунет. Јок сунет бе, па го плаши македонски народ. Ешин гелесен, ако нешто треба гелеосун да се крати, ќе го крати ешин демократијата малку се, или ешин ама ќе биде мерак за све ќе биде ешин. Хајде ешин. Ви благодарам господине Пандоган. Ви благодарам и вас драги гледачи. Студио? Ти благодарам Ланчо, а ние продолжуваме со вчерашни. Македонското судство е зафатено со тешка болест, која се повеќе влијае врз секојдневната работа на судовите, зашто сведочи искорешното одложување на седницата на Врховниот суд. На седницата требаше да се решава дали бомбите на Заев ќе бидат дозволени како доказ и дали ќе му се укине притворот на Сеат Кочан, барање што го поднесе јавниот обвинител Марко Зврлевски. Според официјалните информации на судот, причина за одложување на седницата била болест на повеќемина судии. Релевантни авторитети од здравствената фела потврдуваат дека судството е зафатено со сериозна болест и дека организмот е метастазиран. Лек се уште нема, тврдат тие, но болеста не може да се излечи со редовна терапија. Според авторитетите, ако сакаме судскиот организам да преживее, ќе мора да се преземат радикални мерки, со кои метастазираното ткиво ќе се отстрани од здравиот организам по хируршки пат. Македонија е земја на митови и тоа секогаш кога еден мит ќе замине, се појавува друг. Така, например, последниве години паднаа во вода многу митови. Бранко повеќе не е крив за се, Груевски не е веќе најчесен политичар, Боцевски не членувал во сите партии, зашто се појави левица, а Македонија неодамна победи во фудбал. Но нема причина да очајуваме зашто македонската митологија се обновува постојано, понекогаш дури и со помош на странски митолози. Најнов мит, според албанскиот премиер Еди Рама, е тиранската платформа. Во интервјуто за Политико, ама не за Саше, туку за белгиското Политико, Рама тврди дека платформата е мит креиран од македонските политичари. Со оглед на тоа дека митовите се измислени приказни, станува јасно дека албанските политички партии не ја правеле платформата во Тирана, а сликава што ја гледате е груба монтажа, најверојатно на Артан Груби, еден од најпознатите автори на утнати фотографии во целиот регион. А она што веќе подолго време е актуелно и конечно дојде до својата завршна фаза е огромната инвестиција во која со своји представници вмешаа прсти речиси сите наши евроатлантски партнери. На терен го имаме нашиот репортер кој е таму да ја покрие финалната фаза од изградбата на мостот од Македонија до Европа. Да, Петар, се наоѓаме кај мостот наречен Живот.
Овој мост, како што кажи ти самиот, има намена да се изразам посимволично да донесе живот во Македонија, односно конечно да ја повразе нашата земја со Западот, каде што македонскиот народ ќе може повеќе да се запознае со западната европската култура. Инаку мостот Живот е во изградба веќе 26 години, но на него поради кризата не се работи повеќе години. Многу е инвестирано во овој проект, многу странски инвеститори дадоа се од себе за да успее. И еве сме тука да посведочиме токму на финалните моменти на неговото отварање. Да направиме нов премин на една посветла страна. На таа страна дури се гледа и вака ако дигнеш главата се гледа дури Европа, НАТО, се гледа. Еве во секој момент се очекува А сега по навика со линк се селиме во Пробиштип. Петар, никој не се сели во Пробиштип, таму и така нема ништо ново. А ние продолжуваме со вчерашни. Да, студио, тука сме со Диди Степенасти, човекот што вика дека ужива у оваа криза, бога ми, еден од ретките. Започна и последната етапа од маратонот Македонија 2017 Open. На него своји представници испратија голем број на партии и издруженија. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. И во Форца, македонски народе! Дружба си е дружба, Форца си е Форца. Владата на Република Македонија објави нова инвестиција од која најзадоволни ќе бидат пензионерите. А зашто всушност станува збор, предлагам да погледнеме. Компанијата од Белизе, Роденденски Солзи, ќе отвори нова гринфилд инвестиција во која ќе се произведуваат лаптопи, таблети и телефони во кои има опција дување роденденски свеки преку Skype. Со овој последен збор на технологијата ќе им се овозможи на македонските пензионери да ги прославуваат родендените на внуците преку Skype и при тоа внуците од странство да ги дуваат роденденските свеки на тортите кои нивните баби и дедовци ги подготвиле во Македонија. Иако е криза веќе подолго време, една работа кај нас не кризира. Тоа се концертите и клубските свирки на светските, подзаборавени и на балканските актуелни турбозвезди. Тоа е бил задњи концерт још кога сам ја бил у постави Белог дугмета, тоа е било 89. године. Трудit ću se da napravim što bolje, a kad budem nešto napravio, sigurno ću doći ovde kod vas da promovišem to. Vi ste neverovatan narod, braće i sestre sa fantastičnim skladom, narod sa božanstvenom harmonijom, nestvarno ste talentovani, imate divnu zemlju, ovo nije laskanje, ovo je istina. Во студиото 83 Ланчо Пашазотов разговара со една голема светска звезда, чиј концерт вечерва се очекува да ја крене на нозе Македонија. Одиме со интервјуто. Лека ноќ од мене во пресрет на мега спектакуларниот концерт. Разговараме со еден од најпопуларните музичари на сите времиња, кој ќе не одважи со неговиот настап нас, обичните граѓани. Како ви се допаѓа нашата земја? Многу ја сакам ваша земја. Македонска публика е најдобрата публика на свет. Сите се музикални и се надам дека ќе имаме добра забава вечерва. Ама чекајте малце, од кај знаете публиката кога вие концертот не сте ни го одржале, вечер е концертот? Македонска публика е најдобрата публика во светот. Сите се музикални и се надам дека ќе имамо одлична забава вечерва. Како што се каже, ако идеш у Босна, немој да играш. Ако идеш у Србија, немој да пееш. Ако идеш у Македонија, немој ни да пееш, ни да играш. Добро, колку време постои вашиот бенд? Постоиме од 1949 година. Имамо 2 хит албума
од 1950 и 1955 година. И после бенд се распада. И после толку време вие доаѓате сега да одржите концерт. Сега мислите дека е правото време? Сега и кој знае када. Добро, а што ќе изведувате вечерва? Имате некој понов материјал или сепак ќе се држите за тој од 1950? Па може да се каже да е релативно нов. 15-20 година и плюс е прилагоđен за млада публика. Ќе има трубачи, мандолини, хор и се што млади сакаат. И се надам ќе биде добра журка. Добро. Дали може да ни отсвирите нешто за да можат гледачите да слушнат, да сватат што ќе се дешава од прилика вечер? Јас би отсвирил, ама матрица заборавив дома. Добро, во ред. Завршуваме. Ви благодарам. Ама да им порачам нешто на гледачи? Не, јас сега тебе ќе ти порачам едно такси. Викни му такси. Ќе ти порачам и можеш да бркаш работа слободно. Дали се назира крај на кризата? Една од највлијателните политички фигури на овие простори и пошироко влегува во игра и го навестува крајот на политичката неизвестност. Како што најавува Јанко Бачев од Народното движење за Македонија, тие ќе постават шатор во Жена парк, се додека не бидат исполнети условите Талат Џафери и платформата да одат во аут. За таа цел од партијата позајмиле шатор во кој го собира целото членство. А како што најавува Бачев, тој ќе остани таму до крај само за да ја спаси Македонија. Неодамна председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ги повика граѓаните да останат будни. Предлагам да се потсетиме на оваа негова изјава. Граѓаните да бидат будни, бидејќи се работи за нивна држава. Тоа е наша држава, заедничка на сите граѓани. Откако го слушна Груевски, граѓаните масовно се одзиваат на неговиот повик за будност. Нашите камери забележаа неколку вакви ситуации, па да видиме за што точно станува збор. Кој спие, нека стане, нека се мие. Мора да се остане буден. Мора да се остане на браникот на државата. Кој спие, нека стане, нека се мие. Мора да се остане буден. Пуштете си македонска музика. Овој нормален ли? Кој спие, нека стане, нека се мие. Ало, Миле? Овој да не заспаве, човек? Не, сијалица ми прегоре една... Абе, каква сијалица, земи стај свеќа нешто, ајде да знаеме дека си буден. Да, Ајде. Чао. Мора да се остане буден. Пуштете си македонска музика да останете будни. Кој спие, нека стане, нека се мие. Не може више. Останете будни. Би се спие, да ти кажам, уморен сум. Абре, не ти е страм да спиеш? Будни треба да сме. Абе, на работа треба да одам са бајле. Остави ти таа работа. Стани, само ти одиш на работа, само ти си уморен. Абе, приватник сум, бе. Треба да станам са бајле, треба да се работи, треба да се заработува, данок да се плаќа. Некој треба да ги рани оние таму што ја чуваат државата. Абе, стани, кебе ми трга, му се спиело. Стани, значи, будни. Знаеш што значи будни да сме? Еден сат сам. Да дремниме еден сат. Да дремниме еден сат. Еден. Ајде. Ајде, дремниме еден сат. Шо е, што рипаш, шо е? 6 сат треба се стане за на работа. Ајде, стани бе. Ајде. Песимистите знаат да кажат дека кризата трае со години и тоа секако не е добро за никого во државата. Речи си за никого. На наше големо изненадување дознавме за еден македонец кој наспроти сите очекувања ужива во оваа политичка криза. На терен е лешник која зборува со Диди Степенасти, бербер од Пржина. Да, студио, тука сме со Диди Степенасти, човекот што вика дека ужива у оваа криза. Бога ми, еден од ретките. Диди, кажете нешто повеќе околу тоа. Вака, значи, Диди Степенасти еден.
Сите ме знаат, мене од дуќану пржи, Бог знае од кога, ама тоа локалци поише. Да, јас знаеш како кец фризура, кој на рабуш се шиша, фудбал, муавет, која со кој се надава. Верувам дека нешто меѓу време се има сменето. Дојде некој странски од Европска унија, се задржаа луѓе од туку пржино договор, едно друго, никако го потпишат, почна бради коси им порасна. И нема еден диди степенасти, почна кај мене да доаѓа. Значи тука на вас ви се е погодил моментот за успех. Моментот за успех. Имам едно асистентче на земјоделски, она студираше, дојде ми напиша на некој странски јазик овдека, шишензи мишен, почна да улетава странци, хан беше, он така, неодредена фризура, ни лево, ни десно, класика на патец. Бейли он дојде, шишење, бричење, толку, мислам, стрикно она, нема ни лево, ни десно, ни де... Добро, од нашите кој како сака да се шиша? Нашите гледаш на сликите тука, еве, Груевски, например, он сака класика фризура, Сталинка ја викаме таа, затворен тип на фризура, малце Фигаро, Фен, ке проигра, ке опочишам, тоа е тоа. Илија Димовски ќе дома малце помодерен, сака да личи на странски политичари, ама така да има велешки шмек, мислам, и па се знае од кај. Зоки он ќе дојде с писанијата, странски фризури, вака диди, онака диди, ама шо да му направам, не? На крај не се шиша. Шо да ти кажам, Али Ахмети, он не цело време не знае, значи, дали ја се шиша, не се шиша, ќе се шишам, не се шишам, на крај со джигерици си иде дома. Чекајте малце, нешто добива, некоја информација. Молам? Да не е за мандатот Ѓорѓе да го дава. Вие се исплашивте па да не е прекинала кризата за да изгубите муштериите? Мене тоа ми одговара и да помине криза дека има един куп луѓе за новарица шиша, мислам. Диди степенасти еден. Да. Председателот Иванов во едно неодамнашно интервју за австријски весник изјави дека коалицијата Груевски и Ахмети била спречена во последен момент со еден телефонски повик. Вчерашни открива дека зад сериозниот заговор стои лице чиј идентитет не може да се утврди. Сепак проверката на деталната листа на разговори која вчерашнија доби од еден од мобилните оператори покажува 2 телефонски броја кои ставиле крај на коалицијата. Го вклучуваме нашиот репортер Кузман. Да, студио, еве и вие ќе бидете денес сведоци дека нашата истрага е при крај. Еве во рака ми запишам бројот на собственикот кој што е виновен за спречувањето на коалицијата. Еве сега ќе му свртиме. Кузман, што се случува? Да, студио, очигледно дека личноста сака да го прикрие својот идентитет, вклучувајќи телефонска централа. Но ние имаме и вчерашни има и втор број кој што е валјда во собственост на ликот кој што е виновен за ова спречување на коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Еве сега ќе пробам да го побарам и вториот број. Да видиме. Го добивте телефонскиот број за политички мистерии. Доколку имате прашање, притиснете 3. За да го поставите прашањето и да се откажете од платформата, притиснете 3. Доколку имате прашање, притиснете 3. Добродојдовте во Центарот за политички мистерии. Доколку имате прашање, притиснете 3. Добродојдовте во Центарот за политички мистерии. Доколку вашето прашање се однесува на ВМРО ДПМН, притиснете 5. Доколку вашето прашање се однесува на коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, притиснете 5 додека скокате на една нога. Додека скокате на десна нога. Притиснете 5. Притиснете 5. Притиснете 5. Сите оператори се зафатени во момент. Ве молиме, поровете полза. Еве, студио, ќе се потрудиме подосна. Студио? Нашата екипа останува на терен и доколку има нови информации се вклучуваме подоцна.
А сега една вест од спортот. Во тек е завршната фаза на долгиот политички маратон. На терен го имаме Ланчо кој ќе го проследи самиот финиш на трката. Започна и последната етапа од маратонот Македонија 2017 Open. На него своји представници испратија голем број на партии и издруженија. По маратонските протести на Заедничка Македонија и по маратонската седница на Собранието започна и Скопскиот маратон. Сега ќе проследиме тапацираната фотелја која плови низ коритото на Вардар. Таа уште пред 3 сати го означи стартот на овој маратон. Овој пат маратонот изобилува со македонски надпреварувачи кои со години го трчаат последниот круг. Ете го и представникот на Браникот, а зад него го гледаме и атлетичарот од Габон Раху. Се очекува прљава игра да видиме дали некој ќе премине црвено-жолтата линија. Победникот на оваа трка ќе биде шампион и во наредните 4 години. А еве сега добиваме информации дека представникот на Браникот е моментално на втората позиција, веднаш за представникот на шарената, видиме што се случува и добива удар, каква неправда. Представникот на Браникот се замотува во својот национализам, се извлекува или не. Прашање сега стигнува до црвено-жолтата линија и да видиме. На сите ни е јасно и тука на улицата и таму во оваа зграда дека црвено-жолтата линија никој нема да ја помине. И конфликт на интереси, тој застана, драги гледачи, но број 1 ја преминува црвено-жолтата линија, Господине, извинете, едно прашање. Како се чувствуват? Уне, шуми, јумтур. Перфиторе. Перфиторе. Да. Пршен дете, пртеджите, Ви благодарам. Полимедели. Ви благодарам. Тоа беше се од овој денешен маратон. Студио? Какво ќе биде времето неделава? Поубаво би било да прашаме гатачка, но ќе мора да работиме со тоа што го имаме, па затоа еве го Силвестер Ведар. Лека ноќ, драги мои. Времето климактерично. Се моли април да се врати од Белград. Ладно, топло, дожд, снег, сака да ги удави децата и да почне нов живот некаде на запад. Дали има излез од оваа бура која зафати Македонија? Ако мислите за политичката, не. Ако мислите за временската, исто така не. До наредната недела облекувајте се топло и во тон. Биометео! Променливо? Па лошо, па пак добро, и така уште 30-40 години, а потоа нема веќе да ве интересира биометео. Добро утро и се гледаме наредната недела. Ги поминавме сите вчерашни новости и ве донесовме до самиот почеток. Кој не гледаше, може вечерва после филмот или утре целата епизода на YouTube. Поздрав до водителката и до целата емисија. Вие сте Чекор за сите. Добро утро. Добро утро и од мене.